Владата размислува да ги намали акцизата за горивата и ДДВ-то за увоз на енергенси за да се спречи ценовен шок за граѓаните и стопанството. Премиерот Христијан Мицкоски очекува ударот од конфликтот на Блискиот Исток да се одрази на цените на енергенсите, најмногу на нафтата, не толку врз гасот. Вели можеби со тек на време ќе имаме одредени економски предизвици. Разгледуваме кои се нашите можности да го намалиме ударот врз стандардот на граѓаните. Повеќе на нафтата, бидејќи ние немаме премногу голема зависност во делот на гасот, полека завршува и грената сезона, така што од тој аспект, а и македонската индустрија нема прилично голема развиена мрежа во делот на гасот, можеби во делот на нафтената индустрија ќе имаме одредени притисоци, ќе треба да се зголемува цената, но и тука разгледуваме со Министерството за финансии да намалиме во делот на акцизата, да намалиме во делот на даноците, да видиме кои се нашите можности за да го намалиме ударот врз стандардот на граѓаните. Енергетските експерти кои ги консултиравме најголемиот удар од тензиите на Блискиот Исток го очекуваа врз цените на енергенсите, но загрижувачки според нив е и тоа што се дуплираат тарифите за транспорт, а поскапиот транспорт може да ги качи цените на другите производи и услуги. Регулаторната комисија за енергетика пофреквентно да ги следи овие текови на цените и промптно да реагира преку донесување на одлуки за цените на нафтените деривати кај нас, за да не се создадат состојби каде што ќе имаме ефтина цена на нафтени деривати, а ќе немаме деривати. Така да снабдувањето, испораката на нафтени деривати во Македонија треба да се обезбеди континуирано, само ако цените на домашниот пазар ги следат тековите на цените на меѓународни. Според загонската регулатива, во услови на воена, вонредна состојба, криза предизвикана од природна или друга непогода, Министерството за финансии може да ја намали акцизата за горивата до 4 денари или ДДВ-то за увоз на енергенси од 18 на 10%. Агенцијата за нафтени резерви пак има законска обврска да обезбеди количини за непречено работење на економијата за 60 до 90 дена. Од Министерството за енергетика соопштија дека во случај на недостаток во снабдувањето, домашните нафтени резерви се стабилни, но и тие се користат со одлука на владата во случај на прогласување енергетска криза или сериозно нарушување на снабдувањето.